Благодарам, почитуван председавач, почитувани колеги, почитувани представници на иницијативата. Она кое што сакам да го кажам, пред се како човек, а потоа како пратеник, како ми е жал што се доведовме во ситуација да гласаме предлози за референдум, за како ќе изгледа тој референдум. Ми е жал што владата на Република Македонија на чело со министерот за образование се однесува како да образованието е ексклузивно право само на неколкумина и дека тие може да одлучат, не дека е на целиот народ, на целото граѓанство. Сметам дека преку овие иницијативи овдека во собранието и мнозинството и ние како опозиција треба да сватиме дека ниту едно законско решение кое што ги задира сите 2 милиони луѓе или колку и да се што живееме во Република Македонија не може да се прават без широки јавни расправи, не може да се прават било какви овакви длабоки реформи врз основа на лична перцепција или врз основа на перцепција само на урбаните средини во државата, туку напротив, треба заедно власт, опозиција, невладини организации, разни издруженија, војднина да правиме вакви закони, со кои што ќе им се објасни и на граѓаните, и на децата, и на професорите, и на директорите, што сакаме да постигнеме и каде сакаме да ги видиме нашите деца за 5, 10 или 20 години. Никој во ова собрание, и препоставувам најголем дел од граѓаните во Република Македонија, не се против да имаме унапредување на образованието. Никој не е против да покрај учебниците имаме видео предавања кои што може да ги гледаат децата на лаптоп или на таблет. Никој не е против да имаме дома PDF формати да децата повторуваат тоа што го учеле на училиште. Но не можеме ние книгите да ги изоставиме од воспитно-образовниот процес во училиштата ширум Република Македонија. Не можеме ние само со електронски помагала да им даваме пример на децата, наместо да им вдахнеме љубов кон книгата. Не може да ни биде нормално децата да легнуваат навечер со мобилен или лаптоп, а не со книга во раце. Не знам зошто по секоја цена се држи до суета, зошто е таа суета да ги трнеме книжните учебници од образовниот процес. Па конгитивните способности на мозоците на човекот памтат по слика, претходно се учило по папирус, се учило по други форми на сликовито помнење, не можеме само овака. Пак ќе повторам, никој не е против секој ученик да добие таблет и да има видео предавање. На училиште да учи со книги, а дома да повторува и да има видео лекции на таблет или на лаптоп. Никој не е против тоа, барем јас не сум против тоа. Но сум против по секоја цена хартиените учебници да ги ставиме во историјата. Никаде тоа нема да не води. Ние мораме да направиме концепт како покрај оваа дигитализација која што треба да се случи парцијално, не целосно само да биде, како да им вдахнеме љубов кон книгата на младите генерации. Ова ќе го поддржиме бидејќи сметаме дека ги исполнува сите формални услови. Се надевам дека нема да дојдеме до пленарна седница да разговараме. Се надевам дека владата, на чело со министерот за образование, ќе најде сила да намали таа суета, ќе најде сила да направи компромис со кој што ќе имаме дигитализација, тоа ни треба. Ние се движиме према Европска унија, се движиме према напреден свет, но книгата е темелот и основот. И кога тоа целото ќе се искомбинира, ќе ги ставиме барањата на родителите, ќе ги ставиме барањата на опозицијата, тогаш можеме да почнеме да разговараме за сериозни реформи во образованието, кои што ќе донесат плодови за 15-20 години, бидејќи образованието не е процес кој што, ако денес го посеете, следната недела ќе имате резултати. Во интерес на времето, уште еднаш апелирам до владата и до министерот Царовска, ова да се повлече, се направи компромис, да заличиме на нормална европска демократија, да ги ставиме интересите на сите целни групи и да направиме заеднички еден закон, бидејќи ние во ова собрание седиме како власт и како опозиција, а нашите дечиња седат во исти клупи и тие не знаат што е власт и опозиција. Ради суетата
во ова собрание не смее да се дозволи да трпи ниту еден граѓанин, а камоли пак целиот образовен систем. Благодарам. Благодарам колега Пренчев. Колешке